Полека, но сигурно финишира првенството во третата фудбалска лига група Исток. Според мислењето на многумина спортски работници кои внимателно ги следат фудбалските настани во Македонија, на Истокот се игра најдобриот, најатрактивниот и најефикасниот фудбал, од кој некои голови слободно може да конкурираат во изборот на Еврогол. Тоа се должи на коректниот однос на раководството на клубовите кон играчите, мобилноста околу подобрувањето на условите за престој во просторните собликувални, како и одржувањето на самите терени. Квалитетот на играчкиот кадар е на високо ниво, со мал исклучок на поедини екипи, што допринесува со своите игри да привлечат исклучително голем број гледачи на трибините. На 3 кола до крајот првенствената патека најбрзо ја креираат екипите на Беласица, кои има 7 бодови предност пред екипата на Плачковица. Тука некаде се и тимовите на Осогови и Каменица Саса во борба за третата позиција. Учинокот на екипата на Кит Гопекчево е голем, со оглед на тоа дека се вистински хит во пролетниот дел и со своите игри и резултати привлекуваат се поголем број навивачи. Можеби тие ги имаат и најдобрите организацијски услови, налик на реномираните и респектабилни екипи. Стадионот во Пехчево е со трибина на која се инсталирани седишта, има нова модерно опремена собликувална, јавни тоалети за гледачите, а за тренатиот терен би позавиделе многу реномирани праволигашки центри. Во план е изградба и на специјална VIP ложа. И те имаат своји можности и шанси да се замешаат во оваа фудбалска гроздица и потојно се надеваат да успешна разврска. Кога сме кај головите, со своите реализаторски способности одскокнува штипјанецот Бобан Марич, кој во дресот на Беласица досега постигна 35 голови од вкупното 117 на струмичкиот третолигаш. Веднаш до него е соиграчот Миле Костовски со 25 голови. Во екипата на Кит го најдобри стрелци се Дарко Лексовски, кој досега 14 пати ја тресеше противничката мрежа. Потоа следува Андреј Симевски, кој има постигнато 13 голови, и Мартин Димовски, кој има постигнато 10 голови. Екипата на Кит го првенството ќе го заврши во недела во Пехчево, кога ќе се сретне со екипата на Напредок Здраве Радово. Во последните 2 кола Кит го Пехчево ќе биде слободно поради откажувањето на екипите на Баби и на Конче Бирлик.